Зборуваме за нуркањето. Ке зборуваме со Слободанка Јакимовска, таа е нуркачка во нуркачкиот клуб Врело. Имено ги повикуваат сите кои што се љубители на нуркањето, кои што сакаат за прв пат да нуркаат, да дојдат на 15 и на 16 овој месец во аеродром, во базенот аеродром и да се обидат да видат како е да се нурка и да ги направат тие први чекори, кои што можеби понатаму ќе влезат и професионално да се занимаваат со тоа. Добро утро. Добро утро, Ивана. Ги повикавме ли сите? Па да. Па горе-долу. Вие од нуркачкиот клуб Врело сте отворени за нови членови. Сакате да и рекреативци, но и можеби некои професионално ќе сака да се занимава со нуркањето. И ова е начин на кој што сакате да всушност да им објасните што е нуркањето и да ги примамите. Да, значи приметивме дека во последниве години поприлично ни фалат нови членови, поготово младата популација. Значи имаме нови членови, меѓутоа, да кажам, веќе над 20-30 години, што се случува со тие што се помлади. Токму затоа стапивме во контакт со војниот базен на аеродром. Голема благодарност до тимот на воен базен, што ни дозволија да и го организираме настанот и дополнително да понатаму можеме да го користиме за држање часови за сертифицирање на нови членови. Има заинтересираност, доаѓаат ли во нуркачкиот клуб Врело да влезат во пештерата? Веќе гледавме на инсерти пештерата. Значи... Една од, мислам дека најпосакуваните за сите светски познати нуркачи. Кој се не бил тука? Да, доаѓаат многу странци, доаѓаат екипи кои што се од разни земји од Европа претежно. И викаат дека е една од најубавите пештери во регионот. А вие што ќе кажете? За мене најубава, не една од најубавите. Најубава, дефинитивно. Да. И е поприлично пристапна за обучување на нови пештерски нуркачи, бидејќи првиот дел е така плиток, значи има убав лес, и потоа има сува комора, значи дел кај што може да се излезе на воздух, ако, например, има некаков проблем или нешто. Значи, дозволува баш држање на курсови за пештерски нуркачи. Интерес за влезот во пештерата од Македонија нема. Значи, вака што сме разговарале со доста, да кажам, и по-сериозни нуркачи, затоа што сметаат дека тоа е нешто така страшно, клаустрофобично, дека сепак не е отворена вода кај што можеш во било кој момент да излезеш на површина. И заради тоа во пештерата не е дозволено да влезат било какви нуркачи, туку само нуркачи кои што имаат сертификат за пештерско нуркање. Како нови рекреативци, идни професионалци, што е потребно да знаат? Што е потребно да се подготват? Значи, сега за настанот на 15 и 16 нели кажав дека сакаме да примамиме што е можно повеќе од младата популација, да ги запознаеме со нуркањето, со основните техники, да видат дека тоа не е ништо страшно, дека тоа е баш напротив убаво. Значи, ќе зборуваме, ќе презентираме, ќе покажуваме опремата. За тие што се заинтересирани, исто така ќе им дозволиме да стават опрема на себе и да влезат во вода, но значи, клубот работи по ПАДИ. ПАДИ е една од меѓународните организации за нуркање и се придржуваме кон правилата. Значи, за младите деца, односно тие што се под 18 години, ќе треба да подпишат документи со согласност од родител. Така, добро. А тие што се над 18 години исто така треба да подпишат соодветна документација со која што ги прифаќаат ризиците за користење на нуркачка опрема. Мислам, тоа се нормално дека ќе го прават со мене. Јас сум сертифициран, односно обучен инструктор. Ќе бидат и останатите членови на клубот таму, така да ќе биде интересно. Во сигурни раце ќе бидат сите оние кои што ќе сакат да се обидат. Тоа е важно. Имате многу активности како нуркачки клуб. Да, имаме, да. Што правите се с оглед на тоа дека навистина е од целиот тој реон таму околу пештерата Врело, буквално се грижите, го одржувате, го чувате? Да, значи
Имаме повеќе активности, не само околу Врело, него како нуркачки клуб гледаме да се занимаваме повеќе со екологија. Значи, доста сме активни на полето чистење на водите. Да, тоа можеме да го забележиме постојано. Да, и одиме доста често на истражување на останати локации, кои што, например, да кажем, бидејќи клубот е спелеолошки клуб, значи, проверуваме одредени пештери дали се достапни да може да се влезе во нив. Најчесто ги наоѓаме затрупани со многу смет, па го чистиме сметот, па дури после тоа влегуваме да направиме некакво иницијално истражување. И исто така на отворени води, доста често бивме присутни во Охрид на чистење на езерото. Имаше една екипа која што беше во Дојран. Значи така гледаме да, а исто така и доста сме присутни во пештерата. На жал сега овој период не е, бидејќи имаше многу поројни дождови периодот и изворот е премногу силен. Не може да се влезе во пештерата, но за тоа си имаме направено полигон, значи на локација на кањонот, тука кај што се чамците, и одиме таму да си вежбаме. А колку пати вежбате? Кои ви се дневни активности? Па гледаме да се собираме например еднаш неделно. Така. Не сите, некој од нас. Да одиме да си повежбаме за да не си ги заборавиме техниките, пошто техниките на техничко нуркање се малце по да кажам, значи има многу поголема потреба да се вежба за да не се заборави. Тоа техничко нуркање е потребно за пештерско нуркање и заради тоа си повторуваме за да не заборавиме што значи да се влезе во пештерата. Последната акција сега ни беше исто така на влезот на пештерата Врело. Сакавме да влеземе во подводната пештера, но не успеавме бидејќи многу беше силен изворот, но затоа чистевме дека влезот вака како што од страната има многу натрупани камења од што доаѓала многу вода и тие камења ги тргавме за да го ослободиме влезот за да може полесно да се влегува. Значи јас конкретно не кревав бидејќи бев повредена, меѓутоа останатите членови на клубот, стварно мислам, можеби едно 3 сати активно работеа, чистеа, извадија доста и дислоцираа доста од тие камења надвор за да може да се ослободи влезот на пештерата. Сега наредно ние да влеземе. Да, кои ви се наредни активности? Значи, сакаме многу да влеземе во пештерата, поставиме нова линија, бидејќи таа линија Што значи таа линија, да влезете подлабоко во пештерата? Не, значи пештерското нуркање опфаќа влез, односно нуркање по линија, затоа што линијата е таа која што ти го покажува понатаму излезот. Ако нема линија, ако има голема заматеност и многу мала видливост, нема да можеш да си го најдеш излезот. И затоа е многу важно да има стабилна поставена линија во пештерата, но за тоа ни требаат доста средства. Значи, тоа е, да кажам, не самата линија, него целиот тој чин на влегување во пештерата, користење на опрема, користење на места на кои што таа линија треба да се приврза. И така, пробуваме да се обратиме до институциите, значи побаравме неколку пати прием во град Скопје за да можеме да побараме средства до Агенција за млади и спорт, бидејќи сакаме освен линијава да направиме понатамошни истражувања на длабочина и да им овозможиме на останатите експедиции кои што доаѓаат странци да можат да влезат подлабоко и да ја истражат понатаму пештерата. Со Агенција за млади и спорт исто така сакаме да влеземе во некаква соработка, затоа што прво за да зголемиме број на активни нуркачи, бидејќи тоа е Агенција за млади и спорт, да можеме со нив на некој начин да соработуваме. А ги повикуваме младите постојано? Да, ги повикуваме младите, да. И дополнително да направиме еден како рекреативен центар на Матка, на кој што освен дел за нуркање би имало и останати активности. Например, сакаме да поставиме зиплайн од едниот до другиот крај на кањонот.
Значи да биде малце Како поатрактивно. авантуристичко доживување. Да, затоа што мислам стварно кањонот е преубаво место, поготово во летниот период кога е многу топло во Скопје. Многу често луѓе одат таму, да, можат да се возат со Само кајак. да уживаат. Да, и да прошетаат, стварно е преубаво и да го искористиме тоа, да кажам ете таа убавина на околината на Скопје, за да може да привлечеме што е можно повеќе и скопјани, и македонци, а и туристи. Има доста туристи кои што исто така доаѓаат таму. Да, за туристите да. Се надевам дека помогнав да се слушне гласот. Навистина ми е драго ако помогнав во тоа. И ние исто така ти благодариме дека не пратиш, дека постојано си во тек со нашите активности, еве не повикуваш на емисија за да можеме да си кажеме што сме правеле, што ќе правиме, какви ни се плановите. И драго ми е дека нашиот нуркачки клуб напредува толку. Драго ми е за сите активности кои што ги правите и дека ние сме тие кои што овозможуваме услови за ние светски познати имиња, нуркачи, да дојдат и да го истражат тој наш простор, преубав. И наш простор и дополнително извор на вода, значи неверојатен извор на вода. Сега кога имаше многу врнежи, како што спомнав претходно, толку беше силен изворот да буквално не можеш ни да му се приближиш ни со чамец, ни со ништо, цело време бутка надвор. Тоа е богатство на Скопје. Мислам, природно богатство на Скопје. Да. Им неистражено, им за нуркање убаво, а меѓутоа исто така и некаков алтернативен извор на вода. Не е нормално, да, и тоа правевме, значи земавме семплови на вода од одредени локации пред, мислам дека ланската година, за денот на водите, и ги дадовме на испитувања на универзитет кај нас. Резултатите покажаа дека водата треба да се прочисти, меѓутоа дека со одредено ниво на прочистување дека е во состојба да може да се пие, значи да биде алтернативен. Да, меѓутоа со одредено прочистување бактериолошко. Благодарам за гостувањето. Повторно 15 и 16, така ќе ти испратам 15 и 16 јули, базен аеродром, заедно со нуркачите од Врело. Благодарам. Благодарам и на тебе.